Јас искрено ви кажам, таму имавме поголема поддршка од цела Франција, отколку пред да појдеме од Олимпијадата тука од Македонија. Ние одиме по улици, не гледаат од Македонија со олимписки значиња. Не поздравуваат луѓе, не гледаат постари луѓе, повозрасни. Имаше еден Грк уште од 50-тите години преселен од Грција, воопшто не беше проблем, ние дека сме од Македонија или било што. Не поздравуваше сите останати. Второ, многу бев импресиониран, односно запрепастен на тренизите во спортската сала по теквондо, каде што трениравме, таму имаше многу волонтери од цел свет, претежно тие беа луѓе кои што беа поврзани некако со теквондото. И салата беше перфектна, значи, ти имаш одредена климатизација, имаш тројца-четворица волонтери околу тебе, трчаат пешкири, води, било што, оклопи ти даваат, фокусари, значи буквално кога тренираме, ние само сидеме, се ни е достапно тука, значи феноменални услови за тренирање. И са првиот ден одиме ние на закажаниот термин, тројца-четворица волонтери колку што ни требаат. И не гледаат како тренираме. Третиот ден не гледаат, Македонија. Океј, во ред, ве чекаме. Сите 30-40 волонтери доаѓаа да гледаат Мила како тренира за Олимписките игри. Имаше 6 сали паралелно, во тие сали никој не гледаше, волонтерите доаѓаа Мила да гледа. И он ја препозна и таленти си само рекол, колку е добра, ние ќе навиваме за неја. Сега сежам кога ни кажуваат колку сме биле добри и на денот на надпреварот волонтерите навиваат сите за Мила.